Со големо задоволство и благодарност ја најавувам донацијата на компанијата ВИК за современ апарат за видеоелектроенцефалографија за одделението за детски болести. Апаратот е од брендот Натус, светски реномирана компанија во областа на неврофизиологијата, позната по својот квалитет и технолошка напредност. Со оваа донација, Општата болница во Прилеп дополнително го зацврстува своето водство во областа на педиатриската неврологија во југозападниот регион на Македонија и го потврдува својот континуиран стремеж за унапредување на здравствените услуги за најмладите пациенти. Изразуваме голема благодарност до компанијата ВИК за нивната поддршка и визија за подобро здравје на сите пациенти. Исто така со овај современ апарат, освен од југозападниот дел, очекуваме пациенти од цела Македонија, затоа што ваков современ апарат има само на клиниката за педиатрија и во некоја приватна болница. За оваа метода и за овие испитувања имаме докторка, субспецијалист, педијатар, невролог, која е обучена за оваа метода, така што веднаш ќе стартуваме со апаратот. Тука е докторката и сакам уште еднаш да се заблагодарам на компанијата ВИК, која ја препозна позитивната работа во болницата. Да се заблагодарам за донацијата што ни ја даваат и ние ќе вратиме во најдобра мера, со најпозитивно со пациентите. Продолжуваме понатаму. Постапката одеше на тој начин што стапивме во контакт и се заинтересирани, значи како што кажав, ја препозна во болницата позитивната работа на сегашно раководство кое го предводам. Сака да бидат во педиатрискиот дел, да донираат за децата. И во разговор со докторката и претходно, тоа е процес, значи, на надградување, на усавршување на сите можности што ги имаме, се договоривме за да биде од брендот да биде најквалитетен. Значи во консултација со други, докторката контактираше со други држави во Словенија, во Чешка, каде што има најдобри резултати од овај бренд. Значи сета опрема што ја набавуваме е во консултација со стручниот колегиум од одделенијата. Значи сите апарати што ги земам се во консултација со докторите, ги проверуваме, ги анализираме, што имаат најдобри методи, за да не дојди, сигурно читавте од ревизорски куќи пред 3 месеци дека апаратите се земени и не се користа. Во минатото, значи, се купува апарати, меѓутоа не се консултира докторите и стручниот колегиум за каков апарат да се земи. Значи, сега правиме анализи со докторите какви апарати му требаат и такви гледаме да земиме. So in WAK we have a program that is very dear to our heart because ние во ВИК имаме програма која ни е многу драга бидејќи сметаме дека имаме одговорност како компанија. Оваа програма е насочена кон поддршка на локалните заедници, каде и да ги имаме лоцирано нашите операции, поддршка на локалните заедници кон заштита на иднината на идните генерации. Од таа причина фокусот го ставаме на децата и животната средина, бидејќи веруваме дека ова се најважните поенти за иднината на заедницата и тоа е наша заедничка одговорност. Не станува збор за нас да покажеме на сите колку сме добри, но веруваме дека ова е задолжителен момент, а исто така повик кон акција за и останатите да ни се придружат во овие напори. Со сопругата имаме близнаци кои се родени 10 седмици порано, па поминавме со нив 8 седмици во болница, го преселивме целото семејство во главниот град на Швајцарија.
Се што беше технолошки можно, се направи за навистина да им се помогне на нашите деца да го пронајдат својот пат во животот на оваа планета. За нас е навистина важно да не дојде ден кога ќе не прашаат зошто вложивте напори без да се грижите за местото каде што живеевме, а тоа е планетата. И затоа во ВИК сме посветени како семеен бизнис да направиме се што е во наша моќ и можност и да дадеме поддршка онаму каде што ги имаме лоцирано нашите операции. Иднината е добра за луѓето тука и затоа децата се многу важни. Здравствениот систем е важен, а ние мораме да дадеме поддршка и сме посветени на тоа. Добиваме синхронизирано снимање во реално време на мозочната електрична активност и на клиничките манифестации, односно на однесувањето на детето. Покрај можноста за видеоснимање, овој апарат има можности за кардиореспираторно следење, што исто така е многу важно за сеопфатна дијагноза. ЕЕГ снимањето кај педиатриската популација главно се прави во сон, индициране за дијагноза, за одредување на терапија и за следење на деца со епилепсија, потоа за разликување на епилептични од неепилептични напади, се користи и при нејасни епизоди на губиток на свест, одреден вид на главоболки, невроразвојни нарушувања и ЦНС инфекции. Што значи дека има една широка употреба, многу корисна дијагностичка алатка и алатка за следење на доста невролошки состојби кај децата. ЕЕГ снимање кај деца во нашата болница се прави повеќе од 10 години. ЕЕГ снимање во сон правиме веќе 10 години. До сега го користевме апаратот кој се наоѓа во ЕЕГ кабинетот во склоп на невропсихијатриското одделение и сместен е во комплексот на амбуланти во една просторија која што има несоодветна звучна изолација, во простор во кој има голема фреквенција на пациенти, што не е соодветно за снимање на деца, на ЕЕГ снимање во сон. Апаратот кој досега го користевме се користи и за адултни пациенти и нема можност за видеоснимање, нема можност за кардиореспираторно следење и исто така записот ЕЕГ, записот кој ќе го добиеме со новиот апарат е многу поквалитетен во однос на апаратот кој досега го користевме. Секако дека има значење вредноста на апаратот, меѓутоа многу е важно постоењето на човечки ресурси за интерпретација на ЕЕГ записот, за одредување на терапија, за следење на тие деца. Изразувам голема благодарност до компанијата ВИК од Прилеп за донацијата на еден ваков многу современ видео електроенцефалографски апарат кој што потенциравме дека ја следи кардиоваскуларната состојба на пациентчето, односно детето, и воедно како компанија секогаш донира за најчувствителната, најосетливата категорија на нашите сограѓани, тоа се децата, каде што и денеска бевме сведоци на една прекрасна донација во една од нашите детски градинки, каде што донираше инвентар во самата градинка. Им се заблагодаруваме за секога што помислуваат и секоја година одвојуваат средства и начин како да им се помогне на оваа детска категорија. Воедно, со тоа се подобрува, односно се подига и реномето на нашата општа болница во Прилеп, каде што во регионот го завзема навистина приматот на добра дијагностика на ова патолошка категорија, односно проблеми со електричната спроводливост на нервниот систем и за подобро дијагностицирање на епилептични напади, поточно диференцијална дијагноза, која што е од огромна помош за понатамошно следење. Со тоа навистина стануваме и сериозен медицински центар, односно институција како општа болница, со многу подобрена дијагностика, со многу подобрени апарати кои што не прават пример во овој регион.